Жестока дебата во Комисијата за екологија, аерозагадувањето ги скара власта и опозицијата. ВМРО-ДПМН алармира дека Македонија во 2018 година е најзагадена држава во Европа. Тие велат дека ветувањата и обврските на власта биле долги, додавајќи дека за 2 години не е исполнето ништо од ветувањата на владата и предложија 19 заклучоци и итни мерки за справување со загадувањето во Македонија. Власта се брани дека проблемот може да се реши само заеднички. За оваа тема повеќе ќе слушнеме од колешката Ивана Соколовиќ-Хенајдова. Ивана, добар ден и повели со информациите како се одвива седницата. Да, добар ден. Ања, речиси час и половина трае јавната дебата на која што се поканети сите граѓански организации, но и надлежните институции кои што треба да се занимаваат со аерозагадувањето. Сосема диаметрални изјави и ставови на власти и на опозицијата, имено додека пратеничката група на ВМРО-ДПМН приложи речиси полачасовно излагање со информации за тоа што ни се случува денеска и дека аерозагадувањето мора да стане приоритет на власта, оттаму пак се бранат. Решението требало да се гради заеднички, а не да се прифрла вината на сегашната власт. Но ВМРО-ДПМН предложи 19 заклучоци и итни мерки за како да се справиме со аерозагадувањето кое што очигледно властите ги изненадува секоја година. За овие информации за тоа што треба да се случува со аерозагадувањето и како треба да се реши проблемот од кој што најголема штета трпат граѓаните, разговарам со пратеникот Владко Ѓурчев од ВМРО-ДПМН. Добар ден и добро дојдовте во вестите на Алфа. Најавивте 19 мерки со кои што планирате да реагирате за итно намалување на аерозагадувањето за граѓаните и воопшто за нашата држава. Што содржат тие мерки? Тие мерки се бројни, значи се однесуваат и од локалната заедница, но исто така се однесуваат и на владата на Република Македонија, градот Скопје, општините како што се Битола, Куманово, Тетово и многу други општини кои што имаат енормно загадување. Основниот проблем е немањето на волја, немањето на политичка волја кај оваа влада и кај оваа гарнитура, затоа што внимавајте за аерозагадувањето. Како еден од најголемите проблеми во моментов на Македонија, особено на Скопје и поголемите градови, ќе се одвојат едва 700.000 евра. Ако на една страна ги видите следните трошоци за 2019, за наредната година, на владата само што се однесуваат на нови коли за владата и за министрите и за нов мебел, соодносот е 10:1. Значи повеќе од 7 милиони евра ќе се потрошат за нови коли за министрите и за мебел, а 1/10 само од тоа, 10 пати помалце за амбиенталниот воздух во цела Македонија. Значи тоа покажува едноставно дека нема никаков слух, ниту кај премиерот, кој што заедно со министрот за финансии го предлага буџетот, тоа е тандемот двојецот Заев-Тевдовски, ниту во Министерството за екологија, како и градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Така. Од овие информации алармираа и сите граѓански организации досега. Вие најавивте веќе во расправата во комисијата дека ќе барате извештај за тоа како работат мерните станици. Очекувате ли да добиете на поддршка од власта и дали таа да има слух за ваквите барања мерки? Нема слух затоа што главната стратегија под наводници на власта за сполучување со проблемот мерните станици да не работат. Значи имаме ситуација каде што со недели и со месеци мерните станици не работат, тоа не значи дека нема загадување, туку не се мери. Но од друга страна треба да се оди чекор понатаму. А тоа е сите знаеме, чувствуваме, гледаме, дишаме дека нема чист воздух и дека час поскоро треба да се преземат поголем број на мерки. За жал, оваа влада дури и во ситуација на поднаводници мораториум во поголем број на општини како што се Аеродром, Карпош, Центар, наместо да со преградењето имаме градежна експанзија, гледаме сега и во централното градско подрачје на Скопје, наместо да се направи некој парк, имаме нови градби, нови згради, нови загадувања. Имаме ситуација во која што не се решени проблемите со депониите, граѓаните на Тетово дишат вонредо загаден воздух, во Куманово 30 на години ништо не е ново изградено во Куманово, општината е вонредно многу задолжена, а од друга страна воздухот е меѓу најнечистите, најзагадени во Европа. Слична е ситуацијата и во Битола. Посебно можеме да одиме од Скопска општина до Скопска општина, а од друга страна имавме големи ветувања и од СДСМ, и од Заев,
и од Шилегов, и од Златко Марин, и од Јани Макрадули, и сите останати кои што ветуваат чист воздух, гарантираа за чист воздух и порачуваа дека зборот е збор. За жал, за оваа влада и за оваа гарнитура, зборот не е збор, туку лагата е лага. Овие информации за најзагадена држава во Европа ги споделивте на комисијата, меѓутоа со оваа тема сме и топ тема на светските медиуми. Шилегов и Јани Макрадули сега на комисијата до она што можевме да го слушнеме во обвинија за неточни информации и за паушални извештај. Ако вака се движиме во оваа насока и со мерките кои што велате дека доправа ќе ги спроведат, очекувате ли да имаме резултати годинава или ќе имаме уште една пропадната година? Видете, оваа власт веќе е на половина од нивниот мандат. Тие велеа дека воздухот им е приоритет и од прв ден ќе почнат со мерките. Не помина првиот ден, помина и првите 100 дена, и првите 200, и првите 300. И првите 400 дена помина, па дури и повеќе од 400, апсолутно нема никакви мерки. Нема никакви мерки во економијата, во БДП, нема никакви мерки за пензионерите, нема никакви мерки за младите, значи народот се иселува, економијата не стагнира, од друга страна имаме најголем буџет во историјата на Република Македонија, каде што како никогаш досега ќе се исцедат и фирмите, и граѓаните, и стопанството, а ништо не им се испорачува на граѓаните. Значи, внимавајте, само оваа досегашна 2018 година, изминатава година, власта потроши 3,5 милиарди евра. За 3,5 потрошени милиарда евра, ниту една шајка не е закована, ниту една бандера не е направена. Исто имаме сега уште како поголеми трошоци, изголемени давачки во нареднава 2019 година, а немаме најава за никакви проекти. Значи, гледаме на сите страни една голема неспособност, гледаме разочарување меѓу граѓаните. Јас можев да зборувам и со поголем број на луѓе кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор, од цивилниот сектор. Некои од тие луѓе исто така и чекореа, одеа, маршираа по улиците на Скопје, велики нема правда, нема мир и така натаму, кој што сега звучи како прилично излитана фраза. Значи, тие луѓе имаа голема верба дека промената нешто ќе донесе на подобро. За жал, Македонија е сега најзагадената држава во Европа. Македонија е земја со најмал економски раст во Европа. Македонија е земја со најмали инвестиции во Европа, а до пред некоја година бевме во ситуација каде што се отвораа нови погони, каде што имавме компјутер за секое дете, каде што растеа пензиите, растеа платите и сето останало. Тоа не беше идеално. Имаше многу проблеми, но сега сме вратени 20 години наназад. Значи, покројен корпус на национални прашања кои што сите не допира, кои што му тежи на срце на секој оној кој што ја сака оваа Македонија, кој што го чувствува македонскиот идентитет. Значи, оние прашања кои што се поврзани со државните и националните интереси, имаме и големи разочарувања во делот на економијата, амбиенталниот воздух, јавната безбедност и така натаму. Значи, дебакл и фијаско на секоја поле. Ѓурче, ви благодарам за гостувањето во вестите на Алфа. Благодарам. Ања, ние остануваме во собранието, значи како што споменав и на почетокот, во теке јавната дебата за аерозагадувањето. Досега ги слушнавме излагањата на пратеничката група на ВМРО ДПМН, која што, како што споменавме, како што кажа мојот соговорник, поднесе 19 мерки за итно решавање на аерозагадувањето, но и власта која што преку градоначалникот Петар Шилегов и заменикот министер Макрадули ги изнесоа своите ставови и побараа заедничко решавање на проблемот. Наред се граѓанските здруженија кои што веќе алармираат дека власта одвои најмал буџет за аерозагадувањето до сега. Со повеќе информации во следното јавување на вестите. Студио. Ивана, ти благодарам за информациите, ти остануваш и понатаму во законодавниот дом, те очекуваме со повеќе информации во следните вести.